Доколку собранието поддржи недела неработен ден за сите, голем број дејности ќе паднат во сериозна криза, а целото стопанство на агенциите за вработување може да им испорача до 30% нови невработени, став е на Стопанската комора на Македонија. Донесувајќи ваквата одлука без земање предвид на ставовите од бизнис заедницата, направен е нов преседан и отворен простор за несогледиви штети за сите. Така во некои компании работниците ќе ги очекува многу повеќе работа во текот на неделата, бразајќи да ги реализираат нарачките. Нејасно е според комората и како ќе функционира прехранбената индустрија каде има отворен и работен процес 7 дена во неделата, 24 часа. Ќе бидат нарушени техничко-технолошките процеси кои се состојат од точен број на поставки преземени во точен број на денови, во многу случаи без можност за одлагање. Еден од крунските аргументи за нефункционалноста на законот кој предстои е и примерот со откупот на земјоделско-сточарски производи. Според Серафимовски, како владата замислува да не се откупува измолзеното млеко во недела и што тоа ќе значи и за производителите и за преработувачите. Идентичен проблематичен пример изнесоа и представниците на обложувалниците, кои прашаа како играчите ќе се обложуваат, а тие нема да работат. Сева ова заедно ќе донесе драматичен пат на приходите, а законот бара дополнителни трошоци за работа во недела. Да не заборавиме, работодавачите се тие кои одредуваат платата на работниците, а тие одредуваат врз основа на тоа како ќе сработат работата, по кои цени, во кои општествени услови. Затоа рачунаме дека развојот со ова предлог мерка ќе биде уште позабавен. Да не збориме за транспортните трошоци кои ќе ги имаат компаниите, кои ќе бидат евидентно поголеми, ќе бидат на грб на компаниите. Дали вака силната реакција на бизнис секторот ќе го промени веќе усогласениот став на владата, синдикатот и организацијата на работодавачи е неизвестно, бидејќи за него ќе се произнесува собранието. Но министерката Шахпаска е децидна дека примената на законот за неработна недела не е прашање.